Добре, криптоентузијасти, пред само неколку минути ги добивме податоците за инфлацијата во Америка во месец јуни, со тоа што прво мораме да спомнеме и да подсетиме за податокот кој што го добивме на 7 јули, а тоа е дека невработеноста во Америка паднала од 3,7 на 3,6%, кој што кажавме дека е лош показател. Зошто? Значи, таа е таа модерна економија во која што се радуваме на поголема невработеност, затоа што колку што е помала невработеноста, толку поголема е шансата Федералната резерва и понатаму да продолжи со rate hikes. Сите оние кои што го гледаат нашиот канал знаат и сами колку тоа е сериозно и дека нели колку повеќе се случуваат овие rate hikes, толку поголема е шансата за рецесија, како и за поголемо траење на оваа криза која што моментално сме. Сега нормално вториот критериум кој што е битен на Федералната резерва при одлучување за тоа дали и понатаму ќе продолжи со rate hikes е инфлацијата. Каде што имавме пад на кор инфлацијата, волку голем пад не сме имале многу долго време, значи уште од гледате овај кога растел практично, но во целата оваа измината година не сме имале толку голем пад, каде што кор инфлацијата падна за 0,5%, додека CPI инфлацијата падна за цел 1% на 3, каде што знаете и сами дека 2 е уствари посакуваната инфлација која што Федералната резерва се обидува да ја постигне. Така да сме многу блиску до потенцијалната мета на Федералната резерва, со тоа што прво да напоменеме за сите оние кои што се нови на каналот дека кор инфлацијата представува инфлација на територија на Мурика, но без цените на горивата и на прехранбените продукти, кои што поради војната и одредени други, да речам, случувања, се моментално доста волатилни, значи непредвидливи, и поради оваа причина најчесто кор инфлацијата е многу пореалистичен приказ на инфлацијата, па затоа и би било многу подобро од нас практично да се попреме многу повеќе на овој податок за разлика од овој, но и двата се битни кога Федералната резерва одлучува за понатамошните rate hikes. Повторно, иако го повторуваме секој видео на техничка анализа, жал мораме да го направиме повторно, на кратко, значи колку е пониска инфлацијата, толку е помала шансата и понатаму Федералната резерва да продолжи. Со тоа што покачувањето на rate hikes е уствари поскапување на самиот капитал и ново испринтани пари кои што ги произведува самата Федерална резерва и нормално колку повеќе се задржува инфлацијата, толку повеќе ќе се покачи ова така речено каматна стапка која што Федералната резерва ја наплаќа на сите ново произведени пари кои што се пуштаат во употреба како на надвор од Америка, кон останатите држави, така и на внатре во Америка на комерцијалните банки кои што потоа ги доделуваат овие пари на своите клиенти. Сега, гледаме дека за жал се очекува 92% од гласаниците, значи оние кои што гласале на оваа анкета, очекуваат дека ќе имаме повторно покачување на rate hike за 0,25%. Значи Джером Пауел, кој што е и така речено канцелар на Федералната резерва, веќе најави дека имаме уште две вакви до крајот на годината, со тоа што ова очигледно изгледа дека ќе биде следната на овој состанок на 26 јули. Сега повторно, значи не можеме да знаеме со сигурност, да гледаме дека поголемиот дел пазарот очекува дека ќе имаме 0,25% покачување на rate hikes за да стигне до 5,5%, со тоа што кога имаме вакво очекување, голема е веројатноста дека пазарите ќе реагираат уште сега. Односно, денешните добри вести кои што ги гледаме со ваков тип на паѓање на инфлацијата кој што е многу голема, значи имаме два пати поред паѓање на инфлацијата за 0,9, а сега за цел 1%, додека овдека за прв пат, значи повеќе од една година, гледаме дека имаме пад за 0,5% на кор инфлацијата, која што е многу добар податок, со тоа што пак ќе напоменам, намалувањето на невработеноста во Америка и понатаму ги одврзува рацете на Федералната резерва да продолжи со rate hikes, затоа што покажува дека економијата е доволно цврста да го издржи овој степен на rate hikes, што не е вистина. Односно, за да го потврдиме тоа, затоа што Федералната резерва сака да кажува колку економијата е многу јака и може тоа да го издржи, еве ви една вест, каде што, значи ова е нова вест, значи од 4 јули, каде што официјално пријавено е на FDIC од страна на Bank of America, која што е трета по големина банка во Америка, ако не се лажам, или втора или трета, дека е во загуба $100 билиона поради, значи ова е нереализирана загуба, поради разликата во rate hikes. Односно,
задолжувањето кое што Bank of America го направило пред да се дигне оваа каматна стапка, затоа што не очекувале дека ќе се дигне за 5,5%, практично сега моментално ја кошта $100 билиона во загуба, затоа што, нели, поради ваквото поскапување на капиталот, сега да не навлегуваме во детали, пошто има многу за да се објасни сето тоа, моментално самиот капитал е многу поскап од моментот кога они го задолжиле самиот, нели, практично кога се задолжиле да ги земат овие пари, пред да ги имаме овие rate hikes, со тоа што моментално се во негатива $100 билиона. Изборуваме за третата поголемина банка во Америка. Значи, вакво паѓање на третата поголемина банка во Америка, значи ќе значи сигурно голем проблем за не само економијата во Америка, туку и за многу останати банки кои што, нели, автоматски поради самиот страф на пазарот ќе добијат на штета поради bank runs. И сега, тоа е само за да ви покажам дека ово што го кажуваат Федералната резерва е само предпоставка. Они не можат да знаат со сигурност како тоа ќе делува, затоа што ова е прв пат во историјата на Америка некој да направи толку голем обем на rate hikes во толку мал период. Имено, ако погледнеме на дневно ниво, на DXY индексот, како што се сеќавате, че ние ги обележавме уште од самиот почеток на започнувањето на ваквата практично стратегија од страна на Федералната резерва, каде што секој rate hike е запишан и како истиот делува на практично на DXY индексот, со тоа што моментално гледаме дека ваквото грубо зголемување практично на месечно ниво, каде што за толку брз период се стигнало до 5,25, а наскоро следниот месец очекуваме 5,5%, значи никогаш досега не било направено во историјата на Америка, затоа и они може само да предпоставуваат како тоа ќе се одрази на економијата. Потребно е време за ваквото грубо подигање на скапоста на капиталот во Америка да се практично покаже на виделина. Што е уствари ова? Ова е тоа. Значи, ваквото ненормално работење на еден орган кој што се обидува да намали инфлацијата по секоја цена, официјално удира на банките, како што можеме да видиме, со тоа што веќе имавме две капитални банки кои што пропаднаа, заедно со две средни банки и нормално понатаму некои мали кои што дури се не се ни бројат, како и да е. Но сепак, ако сеќавате нашата листа на банки, сега да не ја отвараме затоа што нема логика, се уште се истите минуси, значи гледаме дека и понатаму ќе имаме продолжување на пропаѓањето на банки. Разликата е во тоа што тие банки кои што ги покажав на нашата листа се мали банки кои што не се рачунаат како институционално битни, додека Bank of America, како JP Morgan, како Фарс, значи ги има доста, да речам, вие кои што се големи во Америка, кои што се од толку голем капитал што не е дозволено да пропаднат. Значи ова се институционално стратешки банки кои што и да се случи нешто, Америка е спремна да ги исплати сите клиенти и нема да дозволи да има било каков тип на bank run, и поради ова практично и имаме поголем страв дека значи ако се случи вакво нешто, на почетокот ќе резултира со страф очигледно, но Америка сигурно ќе ги подмири сите долгови на сите оние кои што депонирале средства во оваа банка, затоа што е институционално стратешка банка и може да предизвика огромен страф на пазарот и понатамошни бенкрани на многу повеќе банки. Поради тоа, значи, иако ова е заштитено од самиот буџет, директно ќе биде платено од Америка, тоа не го менува фактот дека Федералната резерва и понатаму со подигање на оваа rate hike, значи само повеќе и повеќе става Америка во лоша состојба, да кога конечно ќе се манифестира ваквиот негативен, да речам, ефект на економијата, ќе биде лошо за целата америчка јавност, заедно со бизнис секторот нормално, со тоа што ова се очекува да настапи во есен, каде што очекуваме рецесија, затоа што гледаме дека Европската унија веќе ефективно е во рецесија, сега очекуваме истото да го следи и Америка. И кога тоа ќе се случи, за прв пат биткоин ќе се соочи со активна рецесија предизвикана од економски фактори, некако на кратка која што имавме во текот на ковид, и ќе видиме како рецесија ќе делува на криптосектор, затоа што тоа ќе биде прв пат такво нешто да се случи. Во секој случај на краток период ваквите позитивно делуваат податоци, затоа што имаме голем пат на инфлацијата и на Core и на CPI. Сега нормално се враќаме на самиот чарт, за да видиме како тоа делува на DXY, затоа што главниот момент како делуваат rate hikes е уствари со директен ефект на самиот DXY. Односно, се додека имаме висока инфлација и знаеме дека и понатаму Федералната резерва ќе продолжи со качување на rate hikes, гледаме дека имаме позитивно движење на цената на DXY.
односно гледаме дека колку поголеми се rate hike, како што беа овие 5 0,75%, така и самиот DXY постигна нов all-time high, локален all-time high. Додека како почнуваат да се намалуваат rate hikes, кога стигнавме до последните 5,25%, така и самата вредност на DXY почнува да се намалува. Со тоа што после добивањето на ова официјално паѓање на инфлацијата и тоа големо паѓање, гледаме дека и DXY индексот нагло се промени во надолна насока, со тоа што се уште имаме ова неделно ниво, кое што треба конечно да го пробиеме, и уште еднаш ќе напоменеме, докато го погледнете одека станува збор за cup and handle формација, значи можеме да видиме ова е практично кап, ова ни е рачката, значи нели cup and handle, каде што во оваа ситуација ова би било така речено метата која што очекуваме на пат за да се комплетира оваа практично формација надолу, кога конечно ќе успееме да ја скршиме, негде околу вредност од 96 за доларот, што напоредно својствено е негде блиску до ова акумулационо поле кое што го гледаме на претходниот пат кон локалниот all-time high. Но тоа, потоа, нормално треба прво да успееме да ја пробиеме ова неделно ниво кое што го имаме овдека, кој што се уште не сме успеале да го пробиеме, пред да можеме да разговараме за исполнување на таа на самата формација, со тоа што гледаме дека конечно излеговме од овој триаголник убедливо, значи ова е втора свеќе надвор од овој триаголник, што ни покажува дека оваа формација е официјално скршена во надолен терк, со тоа што дури и овде би можеле да измериме, односно од самиот врв на овој триаголник, под прав агол надолу, би била практично мерката за тоа каде би очекувале оваа мета да заврши, и погледнете, моментално 97. Значи дека и cup and handle и самиот триаголник ни покажуваат некое поле околу 97 и 96, кое што ние ќе го обележиме моментално, каде очекуваме потенцијално во иднина да се придвижи цената на DXY според овие две формации кои што моментално се креирани овдека, и нормално ќе продолжиме да го следиме. Со тоа што знаете и сами дека секој паѓање на вредноста на доларот, односно DXY индексот, официјално делува позитивно и на традиционалните пазари, односно на S&P 500 и на Nasdaq, кои што очекуваме денеска да имаат многу добар напредок, и на криптопазарите, односно биткоин и останатите криптовалути. Со тоа што се уште немаме пробив, ќе очекуваме тоа да се случи во текот на денешниот ден, затоа што ова е многу солиден податок за самиот криптопазар. Остануваме да видиме како тоа ќе изгледа нели во нашата анализа малку подоцна. Сега моментално само ќе ги погледнеме S&P 500 и Nasdaq, кои што моментално се обидуваат практично да пробијат нивоа секој за себе, нормално, со тоа што овдека рековме дека ако погледнеме на неделно ниво ќе ни биде многу појасно. Значи на неделно ниво имаме практично левел кој што се обидуваме да го скршиме, а тоа е ова свеќа во обратен правец, кој што моментално ни представува така речено отпор на цената на S&P 500 индексот, кој што ако погледнеме на дневно ниво исто така има cup and handle формација, која што очекуваме дека ќе биде скршена во нагорен терк, посебно денес откако конечно ќе биде отворен пазарот, значи ова е практично cup and handle формацијата која што може да видите овдека, и истата практично, нели, ова би било метата која што очекуваме да се исполни доколку оваа формација официјално успее да се реализира, а не гледам зошто не, со оглед на фактот дека добивме многу позитивен момент од практично од нели инфлацијата. Со тоа што гледаме дека врвот на оваа формација кореспондира со овој локален врв кој што беше dead cat bounce после формирањето на официјално врв во 2021 година за S&P 500 индексот. Нешто слично се случува и на Nasdaq чартот, значи само момент за да погледнеме. Значи и Nasdaq чартот, гледате и сами, ни формира cup and handle формација, исто така на неделно ниво од оваа претходна практично паѓачка формација која што имаме овдека, со тоа што моментално е на локален врв после, значи ова е dead cat bounce, значи Nasdaq веќе е успешно до локалниот врв, како и 0,786 Фибоначи секвенцата од претходниот пат. Со тоа што и овде можеме да забележиме, истата таа формација cup and handle, значи на нивото на 78,6% од FIB секвенцата, и моментално активно, доколку погледнеме како би изгледала метата на ова. Само момент.
Значи очекуваме индексот да пристигне негде околу 16.000. Пак, гледате, ова е практично оној врв кој што е формирано дека ова акумулационо поле пред падот, кој што очекуваме да го допреме со формирање на ова завршување на оваа формација на Nasdaq. Дали ќе се случи тоа денес, не знам, но знам дека на вистина има позитивен ефект ова на пазарите. Нормално пазарите, како што може видите, сами се уште се затворени. S&P 500 е практично се уште во pre-market, така да за некој еден час прилика ќе биде отворен и ќе почнеме да следиме што ќе се случи со истиот, но верувам дека ќе има пробив над ова ниво и во едната и во другата ситуација, затоа што ова беа многу позитивни да речеме индикатори во однос на S&P, во однос на CPI и на кор инфлацијата. Проблем кој што моментално се соочуваме е тоа што значи Nasdaq и S&P 500 се наоѓаат на многу високо ниво на STRAF, Fear and Greed индексот, така, на грид во ситуација. Со тоа што, значи 79 представува многу високо ниво на грид и тоа е крајно време практично за корекција, но гледаме дека се уште има позитивни работи на пазарот кои што не дозволуваат оваа корекција да биде завршена. Со тоа што ако погледнеме VIX индексот, кој што ствари представува и мерилото по кој што се гледа Fear and Greed, значи ако погледнеме други периоди во кои што сме се наоѓале толку ниско, околу 13, рековме дека е практично врв на претходни практично бул маркети на овие пазари, со тоа што, еве, сега ќе ги додадеме да видите како тоа изгледа, значи оно што јас го кажав дека некогаш S&P 500 и Nasdaq, како и останатите индекси, знаат да се задржат доста време во оваа територија кога формираат потенцијални врвови. Значи овде дека може да погледнете дека значи уште од 30 октомври 2019 година па до јануари 2020 година, значи тоа е така речено 5 месеци, значи овој индекс се наоѓал на екстремно грид, значи на екстремно висок процент на лакомост, така речено. Значи истото сме го виделе и овде во овој период кога сме правеле врв, значи од мај 2018 па до октомври 2018 повторно станува збор за голем период на месеци во кој што сме се наоѓале во оваа територија, така да оно што сакам да кажеме дека кога се наоѓаме во и гледаме дека во вакви моменти каде што сме граделе одредени, да речем, врвови, имаме полог период во кој што се наоѓаме на екстремно високи вредности на Fear and Greed, со тоа што на некој начин, затоа и овде како што можеме да видиме, станува збор за многу краток период. Значи првиот момент кога се најдовме во овој период беше јуни, почетокот 2023 година, што значи дека е помене само еден месец. Затоа и кога го гледаме овој индекс е време за корекција, но тоа не значи дека корекцијата ќе настапи веднаш, некогаш VIX индексот подолго време се наоѓа на оваа вредност пред конечно да добиеме негативни вести или пак нормална корекција на пазарот и да почнеме да се движиме надолу. Среќно за нас е тоа што самиот криптопазар, поради фадот на пазарот моментално од SEC и останатите, се наоѓа прилично помалку во грид територија, значи не се наоѓа во екстрим грид, туку се наоѓа на 64, со тоа што тоа ни дава солиден, да речем, простор за прогрес и за понатамошно движење во нагорна линија, со тоа што ќе ги погледнеме S&P 500 и Nasdaq во однос на дневно и неделно ниво, ќе видиме дека и самите индекси се доста високи во однос на Market Cipher, значи погледнете и сами, станува збор за екстремно високи вредности на RSI кој што е моментално на 65 и на сток RSI кој што е моментално вредност на 81. Едниот е oversold, другиот е на пат да стане и гледаме дека MACD веќе покажува време за промена на трендот надолу, VWAP е веќе во негатива, а исто така имаме и локален врв. Со тоа што уште еднаш ќе се навратиме на истата оваа ситуација, значи гледаме дека претходно сме имале исти такви периоди во кои што, значи буквално и MACD и VWAP и RSI се наоѓало на високо ниво и се задржало таму долго време со формирање на многу врвови по пат, се додека конечно не сме добиле така речено еве, значи тоа е овој дел како што може видите и сами, кога конечно сме утврдиле врв и сме почнале да се коригираме. Така да овој дел некогаш може да не излаже и да очекуваме корекција, а тоа да не се случи. Но во оваа ситуација јас верувам дека моментот на почеток на рецесија во Америка ќе биде моментот кога ќе добиеме повторно придвижување на S&P 500 и Nasdaq надолу. Сега за сега и понатаму очекувам да имаме нагорно движење со оглед на фактот дека сите моментално критериуми кои што ги имаме за овој пазар се позитивни, вклучувајќи го денешниот за инфлација. Иста ситуација, значи гледате.
RSI на 72, сток RSI на 83, двата се значи препродадени, MACD гледате колку е високо, веќе сме утврдиле два врва. Што значи дека генерално по норми на техничка анализа потребна е корекција, но гледаме дека истата ситуација и овде во формирањето на претходниот all-time high, гледаме дека сме имале многу повеќе вакви, да речем, корекции, кои што биле многу мали, а успеале и понатаму да продолжат да го придвижат индексот во нагорна линија. Така да тоа е добро, затоа што истото можеме да очекуваме и во крипто светот, со тоа што ние сме доста назад во оваа ситуација, односно пампот на крипто светот се уште не е ни дојден, како што тоа се случи во традиционалните пазари, затоа што за разлика од традиционалните пазари, ние имавме доста фад на пазарот, односно да бидеме прецизни, значи Комисијата за хартија од вредност на Мурика одлучи дека нели ќе направи choke point 2.0 операција со која што ќе направи целосна репресија на целиот крипто сектор, што моментално го гледаме и на самите чартови. Сега, во однос на биткоин, доста позитивни вести во однос на чартот. Значи, прво и најбитно е тоа што на дневно ниво, значи почнуваме од најмало па нагоре, гледаме дека самиот чарт ни покажува пресврт. Значи, VWAP е во нагорна линија, MACD само што доби практично пресврт, тоа беше на 11 јули во текот на вчерашниот ден, каде што добивме практично потврда од MACD дека ќе се движиме нагоре. RSI, сток RSI е доста коригиран, че моментално е само вредност од 38, има доста потенцијал за движење нагоре, додека исто така и RSI е на вредност од 63, што значи дека имаме простор за движење нагоре, че оваа корекција е завршена и имаме простор за движење нагоре, со тоа што дополнително гледаме дека ваквата корекција заврши до горната граница на овој канал во кој што се движиме во целиот овој период. Значи може да погледнете и сами. Ова е буквално самиот канал кој што ја држи целата оваа формација во текот на целиот овој bear маркет, формирањето на дното, со тоа што моментално и во овој период и овде моментално горната граница на овој канал ни представува поддршка на цената на биткоин и многу позитивна работа е тоа што се наоѓаме на 30.000 веќе солидно време. Значи уште од 22 јуни, денеска е 12 јули, тоа се добри 20 дена, се наоѓаме на над 30.000. Колку подолго се наоѓаме на 30.000, толку повеќе на некој начин правиме структура која што може да ја задржи цената на 30.000, што е одлично. Сега можеме да видиме дека под нас исто така имаме и голем обем на VPVR тргување, кој што секогаш кога ќе направиме обид за пробивање на 30.000, практично она што правиме е само купување и понатаму на оние луѓе кои што сакаат да купат, да речем, на пониска цена. Значи гледаме дека има доста наредби за купување негде околу 30.000, затоа што конечно 30.000 го претворивме во поддршка. Барем сега за сега, додека не добиеме некој фат на пазарот повторно, што е нели стандардна работа во крипто секторот, со тоа што ќе ги погледнеме и ликвидациите на кратко, да видиме што се случува. Со тоа што можеме да видиме минимални ликвидации, погледнете и сами во последните неколку дена, значи уште од 7 јули па наваму имаме само значи овој ден, тоа е 10 јули, некои мали ликвидации, но се буквално неутрализира една со друга на 40-48 милиони на longs и shorts. Така да ликвидации немаме, затоа што и немаме некои експресно негативни вести на пазарот, што е доста добро. И во оваа ситуација, пак, денешниот ден со ваков тип на добра инфлација, која што моментално се намали солидно, очекувам да помогне конечно цената да успее да се пробие на 31.000, која што гледаме дека е доста напорен момент овдека, како што можеме да заприметиме, со тоа што за тоа ќе поразговараме малку подоцна во вториот чарт, каде што ги имаме овие локални практично VPVR. Сега моментално ќе се вратиме и на неделно ниво, да видиме што се случува таму со индикаторите, кои што се доста битни. Само момент. Значи, моментално можеме да погледнеме дека индикаторите на неделно ниво се доста позитивни. Односно, оваа корекција која што претходно беше направена во целиот овој триаголник е завршена. Како што кажавме, пајечки триаголник има 70% шанса да пробие на нагорна линија, што и се случи. И моментално гледаме дека ова ниво кое што претходно ни беше практично на некој начин отпор на цената и не успеавме да го пробиеме, сега го пробивме и моментално гледаме дека во последните 3 свеки го претвораме ово ниво во поддршка. Односно, ваквото ниво е заедно со 30.000, значи самата психолошка бариера. Така да, гледано од аспект на овој чарт, се наоѓаме солидно, имаме простор за придвижување нагоре, но повторно ќе напоменам, оние кои што очекуваат дека сега ќе отидеме до 70.000 се лажат. Значи има доста време пред да дојдеме до тој момент. Се уште се наоѓаме, пак ќе напоменам, не го забравајте тоа, во онаа досадна година
една година пред халвингот, кој што започна од крајот на април месец, кој што до следниот практично април, така речено, ќе биде година во која што ќе имаме некој зигзаг движење, препоставувам, во однос на какви се вестите. Сега за сега се доста позитивни, како од бизнис сферата, со оглед на фактот дека BlackRock и останатите влегоа на пазарот, така и од инфлационата сфера. Сега нормално ќе видиме како се случува, кога ќе дојде моментот со самата рецесија. Исто така би сакал на кратко да ги погледнеме и хајка наши свеките, кои што моментално дополнително ни покажуваат дека после завршувањето на оваа корекција се наоѓаме во нагорен тренд. Односно, знаете и сами, хајка наши ни покажуваат мега трендови, каде што на неделно ниво ни покажуваат доста чисти трендови и знаеме што се случува моментално, со тоа што гледаме дека после секој нагорен тренд имаме блага корекција, два пати се случи, моментално се наоѓаме во нагорен тренд кој што се уште не покажал слабост и очекуваме истиот да продолжи и понатаму, со оглед на фактот дека индикаторите имаат простор за движење нагоре. Се уште, значи на месечно ниво исто така би сакал да ги погледнеме на кратко. Месечно ниво исто така, значи гледаме дека нагорниот тренд и понатаму продолжува и има сила за да продолжи во следниот bull market. Останува да видиме дали ќе имаме поголема корекција, но сега за сега на неделно и месечно ниво хајка наши свеките ни покажуваат исто така придвижување нагоре во однос на овие трендови. Сега, значи ова е во однос на првиот чарт, кој што ќе вратиме на неделно ниво со цел да имаме подобра представа каде се наоѓаме. И моментално ќе погледнеме вториот чарт. Значи, да, исто така пред да продолжиме, уште една интересна работа, значи гледате дека во целиот овој bear market, значи ова се market cipher мини, така речено, средни вредности, овие бели и сиви линии, кои што моментално гледаме дека од целиот bear market беа во сива боја, а конечно во последниот дел од овој bull market, така речено на самиот почеток, се претворија во бела боја. Споредбено со претходните bull маркети можеме да видиме дека секогаш кога тоа се случува имаме голем bull. Така, ова беше корекција која што настане поради самиот COVID, но гледаме дека не траеше долго. Секогаш кога ќе завршиме со bear маркетот, имаме промена од сива во бела, односно имаме почеток на следниот bull маркет. Како би изгледало тоа во нормален bull маркет, како што е во 2014-15 година, значи гледаме bear маркет, моментот кога ќе промениме бела линија, значи истите се претвараат во поддршка и имаме следен bull маркет. Истото моментално можеме да го видиме, односно моментално сите овие средни вредности кои што претходно гледаме дека биле отпор, сега моментално се претворени во поддршка на цената на биткоин, како препоставувам и на останатите криптовалути кои што наскоро ќе го добијат конечно својот altcoin run, но нели се уште сме рано во тој дел. Во однос на вториот чарт, исто така би сакал да напоменам дека моментот каде што се наоѓаме моментално е голем, значи за разлика од просторот над овој дел од 31.000 па до 37.000, 37.800, како и под од 25.000 практично па до така речено 29.000. Значи гледате дека во овој дел имаме најголема трговија во целата историја на биткоин во овој сегмент, со тоа што затоа и моментално толку многу имаме отпор на самата цена да пробие на 31.000, гледате. Значи и во однос на целиот bear маркет, гледаме дека имаме најголем во целиот овој сегмент овде, гледаме дека имаме најголем трейдинг и во однос на самиот последен практично. Значи гледате, кога би го земале во целиот овој период, значи локалниот VPVR ни покажува дека околу 30.000 имаме многу голем обем на трговија, што практично би покажало дека имаме многу голем обем на наредби за купување и продавање, кои што и понатаму продолжуваат така речено нестабилно да се имплицираат на самата цена, со тоа што пак ќе напоменам, добриот дел е тоа што успеавме да се коригираме од bull market support band и од 200 неделната средна вредност, кој што конечно ни се потврдија како, значи во втор практично наврат bull market support band, а во прв наврат ни се покажа како поддршка 200 неделната средна вредност. Нормално сите оние кои што се нови на каналот, ако ги погледнеме претходните bull маркети, секогаш кога ќе успееме да ги свртиме bull market support band и 200 неделната средна вредност во поддршка, имаме следен bull market, како што можеме да видиме овдека. Истото можеме да го видиме и во вториот bull market за 2014 година, значи во првиот момент кога имаме позитивно одбивање од 200 неделната средна вредност и од bull market support band, се наоѓаме во следен bull market. Нормално сите овие индикатори може да ги погледнете на нашата страна, имаме соодветна плейлиста
каде што може да почнете од основна техничка анализа, па потоа напредна, и поред само треба да ги гледате видеата кои што се и така наместени во предлози, со цел да може да ги научите сите овие индикатори и оваквата анализа да ви биде многу појасна, за да не се осеќате како да, нели, нормално не знаете за што зборувам, погледнете го, многу едноставно е, значи проследете ги самите видеа. Исто така, овдека можеме да погледнеме на MACD, значи позитивен практично импринт, како и моментално промена на сигналната над базичната линија и се придвижуваме во следен дел од ова бул движење, кое што имаше голема корекција, можеме да погледнеме од почетокот на овој бул маркет, значи од самото дно кое што го направивме во декември, моментално имавме блага корекција и повторно се придвижуваме нагоре, што е моментално овој дел. Сега, значи денешниот ден е доста позитивен. Да не забораваме дека во следниот период, барем до 25-26 јули, очекуваме така речено она 0,25% нов рейт хайк да се на некој начин вкалкулира во самиот пазар. Значи тоа значи дека ќе имаме и некој негативен, да речем, вајб со оглед на фактот дека се очекува да има нов рейт хайк, а тоа значи дека и понатаму ќе се поддржи цената на DXY, затоа што има нов рейт хайк, а очекуваме и нели во тој барем период пад на S&P 500 Nasdaq, како и на криптопазарите, затоа што секој рейт хайк резултира со блага корекција, затоа што е мал рейт хайкот, како на DXY нагоре, така на останатите криптовалути во спротивност надолу. И гледаме дека денеска, значи ова што моментално гледаме овој пад, е директна последица на падот на инфлацијата, односно сите луѓе очекуваат дека е потенцијално дојдено до крајот на рейт хайкс, затоа што конечно нормално треба и самата Федерална резерва да престане со рейт хайкс, со оглед на фактот дека се наоѓаме многу блиску до потенцијалните мети кои што ги посакува, а тоа е 2% инфлација и CPI и core. Тоа е во однос на овој чарт, гледаме дека имаме доста позитивен моментум, значи имаме доста голема поддршка на движењето под нас и нормално една интересна работа која што сакам да ви ја покажам е, значи претходно го покажавме тоа, би сакал да го покажам повторно, значи овој дел што јас моментално го гледам од ова дно кое што е постигнато овдека е буквално копија на она што моментално го гледаме во каналот. Погледнете како изгледа овдека каналот. Значи имаме корекција под каналот, една свеќа и влез во каналот. Повторно и придвижување по долната граница пред следниот бул маркет. Погледнете овдека, значи буквално имаме копија на овој чарт повторно во моменталната ситуација, значи како да се случува копија на претходниот бул маркет. Значи погледнете го. Корекција под овој канал, една свеќа под каналот, корекција внатре, се движиме до долната граница пред да продолжиме во следниот бул маркет, што е оваа црвена линија и халвингот на биткоин, со тоа што јас ќе го поставам ова моментално овде и гледајте. Значи една свеќа под, корекција, една свеќа доле, се движиме назад во каналот, се придвижуваме по долната линија и конечно после самиот халвинг имаме придвижување нагоре, што апла изгледа како копија од претходниот бул маркет од 2015-16 година. Значи тоа е оно што го очекувам. Исто така дополнително овдека можеме да видиме дека 50 месечната вредност ние оваа зелена линија, ние поддршка на цената на биткоин моментално. Значи се ни покажува дека бер маркетот е посади нас и дека постепено се придвижуваме во бул маркет, но не заборавајте дека оваа црвена линија официјално ќе биде почетокот на бул маркетот. Дотогаш не можеме да бидеме сигурни што да очекуваме со оглед на фактот дека се уште имаме голема борба за тоа кој ќе биде одговорен за криптосекторот во многу држави, во многу региони, и истото мораме да видиме како ќе се одигра пред конечно да влеземе во следниот бул маркет. И нормално како и секогаш, уште еднаш ќе го кажам истото, значи имаме буквално крај на самата лајков акумулација, која што моментално се наоѓа во овој SOS Signs of Strength. Значи гледаме дека сме ја завршиле целата оваа формација која што моментално ја гледаме овдека, со тоа што овој Signs of Strength, значи знаци на сила, кои што моментално се наоѓа над горната граница на овој акумулационен рейндж, каде што моментално имаме консолидација, односно акумулација пред следното придвижување нагоре, што својствено ќе дојде во моментот кога конечно ќе се придвижиме над 31.032 и гледаме дека до следниот дел, а тоа е негде околу 38.000, немаме големи знаци на отпор на цената на биткоин. Еве ќе го погледнеме тоа и на званичниот VPVR чарт. Значи ќе го промениме овој чарт моментално во неделно добро. Значи моментално гледаме дека она што го имаме овдека, ова изливање на многу големо практично
број на трансакции, го немаме нагоре ни самиот VPVR кој што моментално гледате овдека, што значи дека нема да има толку голем отпор се додека не стигнеме до овие 38.000 кои што практично е горниот дел на овој рейндж. Значи над горниот дел на овој рейндж кој што моментално ни представува поддршка би бил званично и првиот момент на голем отпор, така речено, со тоа што не значи дека ние веднаш ќе преминеме на 38, но имаме многу помал отпор со тоа што и 100 неделната средна вредност мораме да земеме превид, оваа жолта линија која се наоѓа точно на горниот дел на рейнџот, што моментално е уствари и гледате овдека. Значи ова е практично главната поддршка на претходниот bull market. Сега нормално ќе видиме како се до тоа ќе се одвива, значи колку повеќе позитивни вести, толку побрзо ќе поминеме преку сите овие нивоа и ќе се придвижиме во фаза Е, што е буквално следниот bull market практично, и нормално ќе дојдеме до фаза на следен Wyckoff шема, а тоа е дистрибуција за која што ќе разговараме кога конечно ќе пристигнеме во следниот bull market. Значи, генерално тоа е се што имав за денеска, се обидов да го држам малку пократко ово видео, затоа што има доста битни информации кои што сакам да ги сварите, со оглед на фактот дека ова е огромен пад на инфлацијата и на Core и на CPI, и верувам дека ова на вистина ќе помогне конечно Федералната резерва да престане со rate hikes и да имаме, така речено, постабилен пазар, со тоа што тогаш веќе ќе знаеме која е силата на DXY, затоа што веќе нема да има вештачки практично вештачки пумпачки, така речено, инструменти, како што е самиот rate hike, кои што вештачки ја пумпаат вредноста на DXY. Потоа веќе ќе има многу по-нормален пазар, но мораме да стигнеме до тој дел кога конечно Федералната резерва и Джером Паул ќе излезе и ќе каже дека нели запираат со rate hikes и ќе го задржат ово ниво во одреден временски период, се додека конечно не се коригираме до 2% на CPI и на Core. Но за тоа потоа нормално го следиме пазарот заедно како и секогаш и уште еднаш ќе напоменеме на крај 288 дена пред самиот халвинг. Знаете и сами, халвингот е моментот во кој што конечно очекуваме да имаме следен bull market. Тоа го следиме на овој макрочарт, каде што моментално следниот халвинг ни е негде во практично април, мај, со тоа што ќе треба малку да го преместиме во април, но нели, кој ќе го преместиме кога ќе дојдеме таму во секој случај. Значи, од следниот халвинг, тоа е практично од дното кој што го постигнавме за 17 месеци, а тоа е негде во април наредна година, очекуваме следен bull market кој што очекуваме да заврши негде околу ноември-декември 2025 година, тоа да биде практично крајот и врвот, како што досега гледате и сами, во два наврати точно го определивме самиот врв со следење на биткоин циклусот. Биткоин циклусот моментално ни е најдобрата водилка која што имаме за да имаме идеја кога ни започнува, кога ни завршува еден биткоин циклус, а со тоа и нормално да го примениме како на биткоин, така и на останатите алткоини и да направиме солиден профит. Знаете, како секогаш, значи единствено што бараме за оваа бесплатна материја која што спремаме скоро секој ден за вас, е да ни помогнете да ја прошириме на што повеќе македонци, со цел истите да бидат спремни пред да истечат овие 288 дена за она што се случува и што следува после самиот биткоин халвинг. А нормално гледате и сами дека големите играчи како BlackRock, Vanguard, кој што исто така е многу интересна вест која што ќе ја споделиме утре, купил огромен дел од втората по големина майнинг на биткоин компанија во светот, за која што ќе поразговараме во текот утрешниот ден, каде што ќе имаме вести, но сакам да ви напоменам дека големите играчи веќе влегуваат во сето ова затоа што знаат дека сега се поставуваат солидни позиции кои што ќе ви направат богатство во следниот bull market. Не се чека ова да помине па да се купи, туку се купува сега, како што вели Ротшилд, така речено, значи се купува кога крвта е по улиците. Па макар и таа крв да е ваша. Значи тоа не го кажал за џабе и затоа не е за џабе нели до ден денеска една од најбогатите фамилии во светот. Значи размислете за она што моментално го кажав, една од така речено речениците по кои што јас се водам, иако сум крајно против ваков тип на империалистички стоки, да не заборавиме дека знаат што прават, тоа е најдобриот дел кој што можеме да го учиме од нив и нормално како и секогаш како заедница да се поставиме солидно пред следниот bull market. Нормално лайк, шер, сабскрайб, комент нема да бидат негативни на каналот, ќе помогне на алгоритмот на YouTube да го сподели нашето видео што повеќе и како и секогаш, значи единствено што бараме од вас е оваа мала поддршка за каналот и понатаму да продолжи да се развива и да стигне до што повеќе македонци. Ви благодарам, имате добар ден и се гледаме во следното видео.